Секојдневната изложеност на информации од многобројните медиуми налага граѓаните да се медиумски писмени, со цел тие да знаат како критички да ги толкуваат информациите што ги добиваат и да препознаваат дезинформации. Во нашата прошетка низ Веле се разговаравме на оваа тема со граѓани на различни генерации. Дезинформациите ги ставаат граѓаните во заблуда и им даваат лажна перцепција за одредени теми од општествениот живот, а тие не се ни свесни. Што представуваат за вас дезинформациите? Што дезинформациите представуваат некој дезинформација. Дали е точно, дали не е точно, тоа не е точно тоа, по мое. Дезинформации се грешни информации кои луѓето сакаат според своите ставови да си ги толкуваат и пренесуваат. Општо кажано, дезинформации се информации кои што се пласираат преку различни медиуми, кои што не се базираат на некои факти. Да излажеш јавноста. Тоа е дезинформација. Да. За мене дезинформациите се искривени вести, целосно неточни вести и информации кои што содржат проблематични делови. Информации што не ја пренесуваат вистината. Како ги препознавате овие дезинформации? Па ги препознаваме, некои ќе речат вака, некои така, некои вика ова е точно, некои не е точно. И тоа е, по мое, неточно. Например, ако не е дадено име во објавата, ако нема автор познат, ако е анонимно, ако нема факти познати. Од моје гледиште, од моје искуство, од различни видувања. Информација е составена од неколку елементи: место, локација, време, кој што е подкрепена со име, датум, точни податоци и потврдено со фотографија, аудио, видео, запис и слично. Некој пример за дезинформација да ни дадете, што да го знаете? Па еве новинарите, вестите што се. Некои вести известуваат вака е добро, некои викаат вака е добро. Тоа е за мене недобро, не е точно. Пример, кога има на одмор у Грција, што кажат на вестите дека не малтретирање на граница. Никој не малтретира ништо, вака ни прават и минува. Еве, например, вчера неколку медиуми објавија информација дека е убиен рускиот амбасадор во Атина, а всушност се работи за стара информација која што од јануари 2017 година. Значи, намерата е граѓаните да се доведат во одредена заблуда и на тој начин да се влие врз перцепцијата и поимањето на тоа што се случува во моментот. Значи, тоа е осмислена акција која што има одредена позадина. Каде вие најчесто се информирате за случувањата околу вас? Па ние преку телевизиите, преку тоа. Па ја не се информирам, не гледам телевизија, не пратам вести, се информирам ако некој општо од страна дојде да ми каже вака и вака, инаку не верувам во ништо тоа што се случува. Јас купував, например, Нова Македонија, своевремено купував дневник. Ете, демократијата дојде па го затвори, го уништи дневник. Од портали и од телевизија. Јас сум зависник од гледање вести на телевизија и тоа не само тие што се блиски до мојата опција, туку ги гледам намерно и другите вести на другите канали, се со цел да видам што мисли спротивставената страна, од Facebook. Интернет, да. Јас користам мноштво медиуми, и традиционални медиуми и медиуми онлайн, портали. Иако денес, како земете во целина, сите медиуми и традиционалните електронски всушност имитуваат на интернет платформи, така да освен печатот се е онлайн во принцип, така да користам еден микс од информации и извори на информации. Дали им верувате на медиумите? Иако да, зошто да, иако не, зошто не? Има медиуми точно што известуваат, има и неточно. Тоа не веруваме. Јас по природа секој пат работите со резерва ги зимам, некој пат не ги зимам здраво за готово. Но јас во принцип сакам да верувам на медиумите и верувам дека оние што грешат ќе се подобрат. Многу е генерално прашањето. Не би можел да го одговорам искрено. Од искриената вистина понекогаш е многу полоша од лажната вест.